Hello, јас сум Горан и денеска ќе исполним ова прекрасна йога пракса, прекрасен волшебен йога час со вежби за релаксација, за затегнување на телото и за откривање на сите скриени капацитети на енергија во нашето тело. И за почеток ќе почнеме со нежно опуштање на телото. Поставете го телото хоризонтално, опуштено, во шивасана. Дишењето смирено, мирно, опуштено. Опуштени стапалата, дланките се во линија на боковите, раменјата налегнати, дишуваме длабоко и нежно и издишуваме два пати подолго. Почувствуваме телото во просторијата, почувствуваме телото на йога простирка. Се е спокојно, волшебно и мирно. Започнуваме со скенирање на телото, од главата, челото, очите капаци се опуштени, релаксирани, исто како и образите. Горната и долната вилица опуштени, вратот, градите, раменјата, надлактиците, лактите, подлактиците се до дланките. Градите се опуштени, абдоменот опушта, лицата, боковите, бутините, колената, подколениците, глуждовите и стапалата опуштени. Дишете длабоко, издишете и за почеток раширете измеѓу рацете, премете десната нога, дишете длабоко десно, па опуштите и направете го тоа уште 2-3 пати. И во обратна насока. Користејќи ги техниките на Бао-Мукасана, да го раздвижиме телото и да делуваме на будење на сите склобови. Диши горе, делуваме на боковите и издиши, диши. Па во обратна насока. Вдиши низ нос и издиши низ уста, сето нежно, опуштено. Рашири ги стапалата, левата сватена нежно кон десно и започни со движења, лабави, нежни, движење на боковите, прибирајќи ги колената кон натрешноста. Главата движиме во спротивна страна од колената, правиме лесни движења и контакти со простирката, правиме лесна масажа во контакт со простирката. Океј, смири во средината, диши длабоко и издиши. Крени десна нога и како го седиме во капуле, постави ги испреплетени нозете на една страна, па лесно вдиши, задржи во воздухот и префрли на другата страна. Вдиши, нежно, префрли на другата, на левата страна. Вдиши во средината, а на десната.
Диши во средината. Па на левата страна. Диши во средината. И издиши. Отпретки ги нозете, спушти ги паралелно стапалата. Вдиши. Сега левата бутина преку десната, па префали кон десната страна. Додека главата гледа кон прстите на левата дланка. Диши. Задржи во средината дахот. И издиши. Вдиши. И издиши. Вдиши. И издиши. Вдиши. И издиши. Вдиши во средината. И спушти ги стапалата паралелно. Одлично. Сега ги креваме колената. Со помош на десната рака и привлекуваме кон левото, десното поле, додека главата гледа кон прстите на левата рака. Вдишуваме. И издишуваме кон другата страна. Овие вежби ќе ви помогнат за опоравување на кичмата, целиот долен, умален дел, просторот на вашето тело, задниот дел. Ги стегнуваме благо, ги развиваме и нежните мускули. Одлично. Опушти се, опушти ги стапалата, опушти ги нозете. Диши. И издиши. Диши. Нежно. Издиши. Опушти го. Се подлаго по телото. Сега продолжуваме со вежбите од павнокрсен. Крени десна нога, вдиши, контакт и издиши. Лева нога, вдиши, контакт и издиши. Десна нога. Лева нога. Окей, опушти се, вдиши длабоко. И издиши. Смири го во телото. За еден момент во тишина, опушти го се подлабоко телото. Сега може да станеме, може да ги вклопите, вкрстите, скочите с глобови, кренете лопатка, глава и на пети пат се кревате еднаш. Два пати го масираме грбот, ги будиме сите прштени. Од лобалниот се до вратот. И може да се поставиме сега во положба на турски сет или опуштено јогинско седење. Вдиши длабоко. И издиши најпрвин да ги изравниме горните делови, да ги изравниме лопатките, главата во однос на телото. Вдишуваме горе. Ги следиме дланките, издишуваме. Вдишуваме горе со рацете, издишуваме долу и на страна. Движиме и го следиме ова движење на дланките, ги опуштаме и вратите, пршените и вратите мускули. Диши. И испушти ги рацете, а потоа главата равномерно постави со поглед право. Одиме со движење на главата. Вдиши во средината и со контакт на десната коска. Издиши. Бавни, нежни, бавни движења. Сето го правиме лесно, без напор. Ги визуализираме вратните прштени, сите мускули, сите напрегани на мускулите, на одредена група на мускули, додека друга група на мускули се релаксира. Бавно, нежно движење. Горе вдишуваме. Десно и долу издишуваме, па повторно од обратната страна се одиме од лево кон десно. Диши горе, издиши. Одлично.
се правиме благи движења, дишуваме од нас. Се стегнуваме од зглобовите, ги испитуваме прстите, убаво се стегнуваме од глуковите, издишуваме на страна, убаво се стегнуваме од кореното, половината до мишките, диши горе. И издиши на другата страна, од кореното до мишките, опушти. Отлично, крени десна рака, сврти ја полека позади, прифати ја со другата дланка, за зглобот и погледот ќе биде кон десно, дека истегнувањето на раката оди кон лево. Брадата е рамна, дишувањата се умерени, лесни, делуваме на рамењата. Опуштаме ова рака, закриваме левата рака, диши горе, прифати и стегни поглед кон лево. Одлично, опушти. Одиме сега со дишување за вратот. Испреплетуваме прстите на рацете и ставаме позади на тилот. Ова се вежби за делување на опуштање на прштените во горниот дел на вратот. Дишуваме горе и издишуваме, оставаме тежината на лактите не поведе во истегнувањето на вратните прштени. Дишуваме и издишуваме. Одлично, диши горе и издиши сега. Едно насукување на телото на страна, брадата исправена, погледот преку рамото, десното рамо, диши. И издиши, осум издишување нежно. Полека нежно, сврти се, диши горе. И издиши на другата страна. И исследуваме внатрешните органи од лошите течности, лошата крв и делуваме на мобилноста на вратот. Диши горе. Одлично, опуштено. Делуваме сега на страничните делови, значи најпрво ќе поставиме јатиш. Това сам. Диши пред тебе. И издиши од колку ми спушти глава. Тоа ќе потрае неколку дишување, диши горе. Се показни вежби за опуштање, кои може да ги применувате, диши горе, име со другата страна. Одлично, диши. Еди сега на страна, истегнување на страна. Диши до пола и издиши преку тебе. Опуштено. Едно во истегнување може и во било која висина се поставите. Најважно е истегнувањето да биде од половината до мишка. Запомнете овие се по најмалку 10 дишувања, диши горе. Одиме на другата страна. Нежно, внимателно го правиме тоа. Дишуваме над нас и издишуваме со десен прифат. Одлично, диши горе. Сега може да се исправиме, да поработиме малку во положби на релаксација на телото. Поставиме го положба на зајак. Расширете ги колената, убаво спуштете се. Брадата исправена, опушти. Ова техника ни служи за релаксација. Ако не можете со брадата, можете да се поставите со челото, погледате право,
Разтегнете бетен столб е испана. И излезем од крема на телото, не го правиме тоа одеднаш, не го правиме дланка по дланка по крема на телото и се поставуваме положба за мачка и крава, положба copycat. Дланките опуштени, стапалата може да бидат на прстите подпрени, колената по ивиците на крајевите на ова простирка, исто кај дланките. Вдиши, ушите далеко од рамената, задни го напрчен, пособре стомакот и издиши. Вдиши и издиши. Од 8 до 11 движења за зголемување на еластичност на ребетниот столб. Одлично, и сега може да се поставите во положба на кутра. Градите спуштени. Исто примамете дланка по дланка. Сега може да продолжите со понатамошни вежби. Подпресете се на прстите на носете. Кренете ги стапалата и нозете и за почеток може да направите едно движење во положба на стрелец, диши горе. И повторно кренеш лева нога. Одлично, како е почеток. И сега може да продолжите со други вежби. Ке влеземе во голуб. Убаво е стегнувате десната нога, ја подвиткувате, ја поставувате пред вас. Нежно. Најпрво ми правите едно стегнување благо, а потоа се поставувате во положба на лејна голуб. А потоа дланка по дланка. Нежно се подпирате. Кремате лева нога, убаво подвиткана. Убаво се стигнувате да налегне под коленицата, под абдоменот, а колку да биде во линија со коленото. И дланка по дланка, може да седнете на другата страна и да направите баш како професионално. Опуштено се ќе продолжиме со дишувања, уџајни дишувања, издишувања, со затварање на апотеозот. Може да станете во мудра, дишувате лесно, и издишувате со затварање на грлото. Обидете се да го пронајдете овој звук. Лека се враќаме нежно под себе, процесот дека трае, опуштеноста се развива, телото се буди во потполност, се опуштаме. Може благо да направите сега движење во наличи камен, за да оправиме, да вратиме во состојба будноста и вниманието. Со лесни движења ги скривуваме лактите и дланките преминуваат над колената. Делуваме на кичмата и на крлицата.
Соберете носите, вака разширати поглед кон десно. Па лесни движења лево и десно. Океј. Сега може да се исправите и ќе делуваме на телото свирувачки со положба за балансирање и за фокус на телото, за во потпуност да усредоточиме нашата истреност и концентрација. Затоа потребно е да најдете своја местоположба, каде ќе поставите левата нога, ги ширите прстите на стапалата, погледот ви е во една точка, која се наоѓа на 2 метра од вас, или може и право некоја точка. Важно не треба вниманието да ви побегне од таа точка. Дланките ги поставувате на градниот кош, лактите не широко отворени. Стапалото, петата може да биде во висина на од коленото нагоре. Дишуваш по средишниот дел, остануваш во сисуваш стомакот, погледот е во една точка. И како што рековме, вежбаме нашата истрејност и фокус и концентрација, комплетна смиреност на телото. Одлично. Одиме со другата страна. Десната нога, разширени прсти. Одлично. Продолжуваме малку да делуваме на колената. Супер. Одиме во другата насока. И гледате како што може да видите, ова се сето едноставни или лесни вежби. Сега ќе направиме едно истегнување кое пријатно ќе делува на нашето тело, едно убаво истегнување наназад и испреплетени прсти. И благо, како да влизаме со челото под зидот, спуштаме убаво истегнување на лопатките. Колената, како што може да видите, се исправени. Сега ги спуштаме дланките лесно пред нас. Може малку опуштачки, релаксирачки да делуваме. Рамењата да паднат надолу, да се опушти, крвотокот да навлезе во главата. И потоа продолжуваме рацете пред нас. Дишуваме право, главата гледа надолу и пршен по пршен диши горе и издиши. Океј, сега продолжуваме во положба на звезда се поставуваме, па во положба на стапалата, петите ни се во положба на паралелна положба. Десното стапало 90 степени, левото 45, заради баланс на телото. Дишуваме малку понапред и се спуштаме во трикосана, поглед кон прстите на левата рака. Вдиши. Сега одиме на другата страна. Сега левото стапало 90, десното 45. Диши кон лево, спушти се поглед кон прстите на десната рака. Одлично. Сега одиме да се поставиме во положба на вој 1. Истата положба ја користиме од вој 2. Само правиме ротација и коленото ни е подвиткано. Ги чувствуваме квадрицепсите, поглед горе. И од ова положба може да преминете во вој 2, поглед кон прстите десното стапало. Па во положба на подагол, диши. И во положба на обратен вој. Убаво истегнување и убав стреч. Целосен стреч за целото тело, се одиме во вој 2. Се поставуваме еден, убаво истегнување. Може да испоите вариација и да ги стегнете широко рацете. Само ја спуштате десната рака, поглед во прстите на левата, телото гледа право. Се спуштате под агол. Раката лева гледате исправена, не е опуштена. Убава десна поглед под агол. Тоа значи кон зидот горе и во обратен вој. Одлично. И се може да преминете по
положба на триаголници. Дишате горе и лесно се спуштате. Ширите. Може да хватите с клоговите, да се отпуштите. А потоа да ги испреплетете прстите. Изтегнување. Колената се цело време стабилни. И стапалата задржани цврсто на подлогата. Па најпрви ги спуштаме дланките и после од полкови и бутини вдишуваме горе. Шириме и одиме лево кон десно. Опуштено. Останува положба на планина. Опушти го челото, опушти го лицето, горната и долната вилица, образите, вратот, раменјата, целата структура на средниот дел на телото, градниот кош, абдоменот, каглицата, бутините, раменјата, надлактиците, подлактиците, прстите на раците. И полека, будно, го следиме секој движење енергијата, секој процес во телото, ги визуализираме. Сите состојби на нашето тело и остануваме присутни за цело време на сите вежби и медитации. И потоа може да преминете во едно средчи сегнување во положба на мечка. Значи ги пачате прстите на стапалата. Стапалата ги пачате малку, се оддалечувате со стапалата од простриката и во еден момент вдишувате. Ако тоа не успее, ќе пробате од друг момент. Гледате назад да имате простор да се истегнете. Диши горе и остане. Целосна присутност, гледаме во една точка, се истегнуваме, собираме, остануваме присутни, дишуваме горе. Едно истегнување напред, колку што можеме да го почувствуваме целиот грб. Диши горе, издиши и за крајот може да продолжиме со една свеча. Ставаме десна рака, лева, благо движиме раците, може да ги припатиме едно убаво истегнување. Потоа ги враќаме раците. И колената, и благо се враќаме во положба. Ова е еден краток час и една волшебна пракса со која може да го продолжите дело, да бидете потполно будни, да ги разбудите сите ваши енергетски капацитети и во наредниот период повторно се дружиме секој заедно и секојаш на исто место. Може останете во пријатно расположение, доаѓаат летните денови, се враќаме повторно на нашата ментална и физичка состојба, се враќаме нашата кондиција и убава линија на нашето тело и убав ден. Ви благодарам.